Слово 27. За свештеното тихување на телото и душата. Како некои вечни робови со договор сврзани с луѓе на нечистите страсти, ние донекаде ги познаваме измамите, методите, заповедите и лукавствата на злите духови кои што владеат со нашата бедна душа. А има и такви монаси кои што избавени од овие тирани со просветлувачкото дејство на Светиот Дух, одлично ги познаваат нивните сплетки. Една работа е да се насетува за спокојството на здравието според маките во болеста, а друго е да се заклучува какви се тегобите на болеста врз основа на радоста на здравието. Ние, вака немоćни, се плашиме во оваа поука да ви зборуваме за пристаништето на тихувањето, зашто знаеме дека покрај трпезата на едно добро братство, секогаш демне по некој пес што се обидува да го грабне левот, тоест душата, и да побегне носејќи го во неговите вилици за мирно, тоест како тихувател, да го изеде. За со својата поука да не им создаваме повод на оние што бараат тихување, сметаме дека не е сега време да се зборува за мир со одважните војни на нашиот цар, со оние што се во војна. Ќе го кажеме само тоа дека венците на мирот и тишината се подготвени за оние што се борат храбро. Впрочем, ако е по волја, ќе кажеме сега понешто за тихувањето колку што е потребно за расудување, за некому да не му биде жал што говорејќи за другите прашања, ова прашање го заобиколуваме без ниеден збор. Тихувањето на телото е познавање и устројство на карактерот и сетилата, а тихувањето на душата познавање на мислите и неукрадлива мисла. Љубителот на тихувањето поседува некаква херојска и строга помисла која што будно стои на портите на срцето и мислите што надоаѓаат ондадвор и ги убива или ги одбива. Кој тихува во чувството на срцето, разбира што кажавме, а кој е уште недораснат, не вкусил и не знае. Мудриот тихувател нема потреба од поуки, него самите дела го учат. Почетокот на тихувањето се состои во одбивањето од себе на сите мисли што ја вознемируваат фантазијата. Врв пак на тихувањето е неплашењето од демонската врева, па дури и да не се обрнува внимание на неа. Тихувателот кој што од ќелијата излегува со телото, но не и со духот, станува кроток и сиот е дом на љубов. Кој добро ќе размисли пред да проговори, никогаш не му се подава на гневот. Она што е спротивно, јасно е само по себе. Тихувателот е човек кој што и покрај сета необичност на обидот се труди на телото да му даде еден бестелесен живот. Мачката го демне глушецот, така и духовниот глушец ја демне мислата на тихувателот. Оваа споредба нека не ти биде за отфрлање. Воспротивно, уште не си дознал што е тихување. Да се биде наполно осамен монах не е исто што и да се живее со друг монах. Осамениот има потреба од големо трезвеноумие и собран ум. На другиот често му помага неговиот сожител, а на првиот му помага ангел. Бестелесните сили му служат и со задоволство живеат со оној кој што со сета душа тихува. За спротивното нема ништо да кажам. Понорна е длабочината на догмите. Умот на тихувателот не може без опасност да се спушта во таа бездна. Не е безбедно да се плива во облека, како што не е безопасно ни оној што е обземен од страстите да се зафаќа со теологија. Ќелијата на тихувателот е ограда на телото во кое што се наоѓа дом на знаење. Кој боледува од душевна страст, а се впушта во подвиг на тихување, личи на човек кој што насред морската шир скокнал од бродот и мисли на една единствена штица без опасност да стигне до копното. На оние што се борат со калта, во свое време им одговара подвиг на тихување само ако имаат добар духовен раководител, зашто осамениот живот бара ангелска сила. Се разбира, зборувам за вистинските тихуватели, тоест за тихувателите по тело и дух. Кога станува мрзлив,
тихувателот почнува да измислува лаги, со известни загадочни изјави, поттикнувајќи ги луѓето да го наговорат да го напушти подвигот на тихување. Па кога ќе ја напушти ќелијата, ги обвинува демоните, а не е свесен дека самиот себе си бил демон. Познавав тихуватели кои што тихувајќи ненаситно ја задоволуваа својата пламена богокопнежливост и во својот оган раѓаа оган, во копнежот копнеж. Тихувателот е слика на овоземен ангел, кој што на хартијата на богокопнежливоста со буквите на ревноста ја ослободил својата молитва од мрзливост и небрежност. Тихувател е оној кој што од длабочината на срцето со сета своја сила повикува: подготвено е срцето мое Боже. Спореди Псалм 56 стих 8. Тихувател е оној што рекол: јас спијам, а срцето мое е будно. Спореди Песна над песните, глава 5, стих 2. Заклучија вратата на ќелијата за телото, вратата на јазикот за зборовите и внатрешните двери на срцето за демоните. Неочекуваната тишина на морето и пладневната жега го изразуваат трпението на морепловецот, а недостигот на животни намирници ја открива постојаноста на тихувателот. Кога првиот ќе го загуби трпението, скокнува во вода, а штом вториот ќе го обземе унинието, се враќа меѓу луѓето. Не плаши се кога ќе зататнат и заиграат демоните. Плачот не знае за страв, ниту се плаши. Луѓето чиј што ум се научил вистински да се моли, разговараат со Господа лице в лице, како на уво на цар. Тие што се молат со устните, му пристапуваат како пред цел сенат. Оние што живеат во светот, на молитва личат на луѓе што сред разбранувана толпа му се обраќаат на царот со молба. Ако добро си ја совладал вештината на молитвата, нема да ти биде непознато ова што го кажав сега. Кога седиш на височина, внимавај, ако воопшто знаеш како, и ќе видиш кога и од каде, колкави и какви се некратци сакаат да влезат и да го ограбат твоето лозје. Кога ќе се замори чуварот, станува и се моли, па повторно седнува и храбро продолжува да ја врши својата должност. Еден човек, кому сето тоа од опит му е познато, науми да зборува за тоа подробно и обширно. Но се исплаши дека со тоа можеби ќе предизвика небрежност кај подвижниците во општежитие и дека со чкрипењето на своите зборови ќе ги растера оние што би сакале да се посветат на подвигот на тихување. Кој за тихувањето расправа подробно и опитно, ги предизвикува против себе си демоните, зашто никој друг не е во состојба да ги открие нивните безсрамности. Кој го сватил тихувањето, навлегол во длабочината на божествените тајни, но тој не би можел да навлезе во тие длабочини ако претходно не го видел и чул, а може би и го почувствувал на своја кожа беснилото на демонските бранови и удликањето на демонскиот ветар. Тоа го потврдува Павле, зашто да не бил вознесен во рајот како тихувател, тој не би можел да слушне искажливи зборови. Спореди Второ послание до Коринтијаните 12.1 и други места. Увото на тихувателот од Бога ќе чуе извонредни нешта. Затоа премудрото тихување и рече во книгата за Јов: нема ли увото мое да чуе големи нешта од него? Спореди Јов 4.12. Тихувател е оној човек кој што, не сакајќи да се лиши од сладоста Божја, бега од луѓето, иако не ги мрази, онака како што другите трчаат во светот. Заменувајќи од светот, раздај се што имаш веднаш, зашто зборот продај бара известно време, и подај им на сиромасите. Спореди Матеј 19.21. За со нивната молитва да ти помогнат кога ќе тргнеш на подвиг на тихување. Спореди Лука 16.9. Земи го крстот свој, носејќи го со послушание, и снажно поднесувајќи го товарот на одсекувањето на сопствената волја. Па дојди и врви по мене. Спореди Матеј 19.21. За да се соединиш со блаженото тихување. Тоа ќе те научи на видливата практика и на животот на умствените сили.
Тие нема никогаш да се заситат прославувајќи го Творецот. Нема ни оној што се искачил на небото на тихувањето да се засити пеејќи му на Создателот. Невештествените битија не се грижат за вештественото, ниту оние што живеат во телото, како да се без тело, можат да се грижат за храна. Првите не чувствуваат потреба од храна, а и на другите не им е потребно да се грижат околу неа. Првите не се грижат ни за пари, ни за имот, а вторите за пакостите што им ги нанесуваат демоните. Небесните битија не копнеат по ништо земно, а во оние што живеат на земјата, копнејќи по небесното, не постои желба да гледаат телесни нешта. Првите никогаш нема да престанат да напредуваат во љубовта, а вторите нема да престанат секојдневно да се надпреваруваат со нив. На првите не им е непознато богатството на нивниот напредок, а на вторите не им е непозната љубовта кон напредокот. Првите нема да запрат додека не ги достигнат серафимите. Вторите пак нема да престанат да се пробиваат напред, дури не станат ангели. Блажен е оној што се надева, триблажен е оној што се приближува, а оној што достигнал станува како ангел. За различните облици на тихување. На сите им е познато дека во сите научни области постојат разлики во мислењата и заклучоците. Не може секај сите да биде совршено, било заради недоволноста на изучувањето или заради недостатокот во способностите. Има луѓе кои што во пристаништето на тихувањето, подобро речено сред таа морска широчина или океан, влегуваат заради слабоста на јазикот или заради лошата навика. Други, неодоливо склони кон гнев, не можат да ја совладаат јароста меѓу луѓето и затоа кутрите одат во пустина. Некои затоа што во својата вообразеност сметаат дека за нив е подобро да пловат потполно самостојно одошто под нечие раководство. Други пак затоа што насред тварта не можат да се оддалечат од тварта. Некои пак со желба преку осаменоста да станат ревностни. Некои за да се казнуваат себе си за гревовите во тајност, а некои сакајќи со тоа да стекнат човечка слава. Има најпосле и такви, доколку впрочем синот човечки најде од нив на земјата, кои што на тихување се оддаваат за да го заситат гладот и да ја угаснат жетта по светата љубов Божја, привлечени од нејзината сладост. Но ни тие тоа не го сториле пред да му дадат отпуст на секое униние. Зашто соединувањето со унинието во однос на тихувањето равно е на блуд. Врз основа на ситното знаење што ми е дадено, јас, како невешт архитект, изградив лествица на духовното искачување. Секој читател самиот нека си процени на кој степен се наоѓа. Дали го бара тихувањето за самоволие, заради човечка слава, заради слабоста на јазикот, заради несовладливиот гнев, заради огромната пристрасност или за да поднесе маки за гревовите, да стане ревносен или можеби за да му додаде на огнот оган. И ќе бидат последните први, а првите последни. Спореди Матеј 19:30. Овие 7 дејствувања ги представуваат 7 дена од седмицата. Едни му се на Бога пријатни, други непријатни, а 8-миот вид тихување без сомнение на себе го носи печатот на идниот живот. Внимавај на времето кога ѕверовите излегуваат од нивните легла, о самен монаху. Инаку нема да можеш да поставиш соодветни стапици. Ако унинието откако добила отпусница, конечно отстапило од тебе, ракоделието е излишно. А ако се уште те напаѓа, не гледам како би живеел во тихување. Зошто кај преподобните тавенисиоти немало толку светилници како кај скитјаните? Кој разбира, нека разбере, зашто јас за тоа не сум во состојба или поточно кажано не сакам да зборувам. Меѓу тихувателите едни ги намалуваат страстите, други пеат псалми и поголемиот дел од времето го минуваат во молитва, а некои пак живеат во трајно созерцание. Проблемот треба да биде решен по методот на лествица. Кој сваќа во Господа, нека свати. Во општежитие се наоѓаат и мрзливи луѓе.
Во него тие наоѓаат храна за својата мрза и доаѓаат до конечна пропаст. Но има и такви кои што поттикнувани од примерот на своите собраќа се исцелуваат од сопствената мрзливост. Впрочем, тоа не се случува само со небрежните монаси, туку и со оние што се ревностни. Истото правило може да се примени и на тихувањето. Пустината многумина луѓе ги примила како искусни, а потоа ги отфрлила како неискусни, изобличувајќи ги за самочинство и сластолюбивост. Други пак ги примила како не сосема искусни, а ги направила ревностни и пламени, влевајќи им страв и грижа од осудата заради гревовите со кои што ја обремениле својата совест. Ниеден човек подложен на гнев и гордост, лицемерие и злопамтење не треба да се осмели да види ниту трага од тихување, зашто не го чека ништо друго освен слегување од умот. Кој е чист од овие страсти, самиот ќе спознае што му е полезно. Но мислам дека ни таквиот не може да го постигне тоа сам по себе. Знаци, обележја и карактеристики на оние кои што разумно го минуваат подвигот на тихување се непоколеблив ум, исчистена мисла, ревност кон Господа, замислување на вечните маки, исчекување на близината на смртта, ненаситна молитва, будно бдење над себе си, умртвување на блудот, непознавање на пристрасноста, умртвеност за светот, потполно отсуство на стомакоугодието, подлога на теологијата, извор на расудување, дар на солзи, уништеност на многоговорливоста и се друго слично на неа, што се спротиви на престојувањето во големо собрание од луѓе. А обележја на оние кои што тихувањето го водат неразумно се целосна сиромаштија во горе наведените добра, зголемен гнев, натрупување за опамтливост, намаленост на љубовта, зголемена надменост, а и да не зборуваме за другото. Откако го завршивме своето излагање за тихувањето, потребно е да ги изложиме и својствата на оние што живеат во послушание, дотолку повеќе што мојата книга ним најногу име и наменета. Според учењето на богоносните отци, обележјата на оние кои што законито, непрељубно и девствено се венчале со оваа прекрасна и боголепна добродетел, обележја од кои што секое во своето време доаѓа до израз, доколку само секојдневно напредуваме, се пораст на почетничкото смирение, смалување на гневот, како да не дојде до тоа кога во човекот исчезнува огорченоста, отсуство на затемнувањата, растење на љубовта, отуѓување од страстите, ослободување од омразата, слабење на похотливоста благодарение на укорите, непознавање на унинието, зголемување на ревноста, љубов кон сомилоста, отстранување на гордоста. Еве ги добродетелите кои што сите треба да ги бараат, иако малкумина ги наоѓаат. Изворот во кој што нема вода, тешко може да се нарече извор. Останатото ќе го разберат тие што имаат ум. Невестата која што нема да ја зачува чистотата на брачната постела, го валка телото. Така и душата што нема да го зачува заветот, го валка духот. По првото следи прекор, омраза, тепање, развод, како најжално од се. А по второто, сквернавење, заборавање на смртта, подвиг од суета, ненаситност во спиењето, скаменетост на срцето, нечувствителност, вложување на нечисти помисли во душата и се почесто согласување со нив, заробеност на срцето, општа вознемиреност, кавга, пристрасност, неверие, несигурност, многоговорливост, дрскост, најлошо од се, и најжално од се, срце во кое што нема умиление, кај невнимателните придружено од целосната безчувствителност, мајката на гревовите. Од 8 главни духови, 5 се борат со тихувателите, а 3 со оние што живеат во заедница. Тихувателот и оној што се бори со унинието често трпи штета, зашто за време на молитвата и созерцанието се троши на борбата со разните лукавства на овој дух. Во една пригода порано, додека седев во својата ќелија, ме обзеде таква тромавост, што веќе речиси помислував да ја напуштам. Во тој час дојдео некои луѓе и ме испофалија како да сум некој си тихувател.
И потисната од суетата, помислата на мрзливост веднаш ме напушти. Па се зачудив како оној пророк демон им се спротиставува на сите други зли духови. Непрестанно внимавај на разгорувањето и горењето, затегањата и пресвртите на твојот сопатник, унинието, и гледај како и каде те турка на тој начин. Кој со светиот дух стекнал спокојство, нема да биде неспособен да извлече правилна поука. Првиот подвиг во тихувањето се состои во тоа да не се води грижа за што и да е земно, дозволено или недозволено, бидејќи кој им отвора врата на дозволените овоземни дела, неминовно ќе падне и во недозволени. Второ негово дело е ревносната молитва, а трето неодземливата действителност на срцето. Природно дека човекот што не ги научил буквите не може да чита книги. Уште помалку е можно оние што не ја совладале првата задача да ги извршуваат разумно останатите две. Извршувајќи ја средната задача, се најдов меѓу посредниците, тоест меѓу ангелите. И мене жедниот ме осветли ангел. И гледај, повторно бев во истото. Имено кнезот ангелски не беше во состојба да ми покаже каков бил началникот, тоест Господ, пред да земе на себе човечки облик. Имено не му беше дозволено. Јас пак го замолив да ми каже како изгледа сега Господ. Он го има истиот богочовечки облик, но не како овој, ми рече. А јас уште му реков како е тоа стоење и седење одесно на прапричината. А тој ми одговори, невозможно е со зборови да се објаснат овие тајни. Тогаш го замолив да ме одведе онаму каде што ме гони копнежот, мислејќи дека веќе дошло време за тоа. Но тој ми рече дека времето уште не дошло, бидејќи уште нема доволно во тебе од огнот на непропадливоста. Дали сето тоа со мене се случи во тело или без телото, не знам. Не, воопшто не умеам да кажам како се случи тоа. Тешко е да се ослободиме од пладневната дремка, особено во лето. Тогаш, и само тогаш, можеби не е за фрлање некое ракоделие. Дознав дека демонот на унинието му претходи на демонот на блудот и му го подготвува патот, засилно истуштувајќи го телото да го фрли во сон, за да му ја отвори можноста да го доведе тихувателот до сквернавење. Ако им се спротиставиш силно, тие неизоставно ќе те нападнат со сите сили за да престанеш со подвизите, затоа што наводно ни малку не ти користат. Но ништо не е толку во состојба да го потврди поразот на демоните како тие силни напади врз нас. Кога си на пат, чувај го она што си го собрал во твојата ќелија. Кога на кафезот му е отворена вратата, птиците бегаат надвор, а тогаш веќе ќе немаме никаква полза од тихувањето. Малото влакненце го вознемирува окото и малата грижа го упропастува тихувањето. Тихувањето е отфрлање на сите мисли и откажување дури од грижи кои што сами по себе се природни. Кој навистина постигнал тихување, не мисли повеќе ни на собственото тело, зашто оној кој што ветил дека ќе се погрижи за се, не знае за лага. Спореди Матеј 6:25. Кој сака да има чист ум пред Бога, а се вознемирува со разни грижи, личи на човек кој што на нозете си ставил тешки окови, а се обидува брзо да оди. Ретки се луѓето кои што светската философија ја изучиле до највисок степен. А јас велам, уште помалку се оние што во Господа совршено ја познаваат философијата на вистинското тихување. Кој уште не го познал Бога, неспособен е за тихување. Таквиот на тој пат е изложен на големи опасности. Тихувањето ги задавува неискусните. Без да ја почувствуваат сладоста Божја, тие губат време во робување на разни страсти, постојано подкраднувани од ѓаволот, обземени од унинието, скитајќи ваму таму. А кој ја доживеа убавината на молитвата, ќе бега од луѓето како дива зверка. Бидејќи, што друго го прави сличен на диво животно, кое што одбегнува секаков допир со луѓето, освен молитвата.
кој е обземен од страстите и во пустината живее со нив, како што ми кажа и ме научи светиот старец Георгий Арсилаит, кого што и твојата пречесност добро го познава. Учејќи ја во една пригода мојата непотребна душа на основните начала на тој подвиг и водејќи ме кон тихување, тој ми рече: забележав дека наутро кај нас обично доаѓаат демоните на суетата и похотливоста, напладне демоните на унинието, тагата и гневот, навечер љубителите на смрдеата кои што го тиранизираат стомакот. Повеќе вреди ништиот послушник од што расејаниот тихувател. Оној кој што разумно стапил на патот на тихувањето, а не чувствува се поголема полза од ден на ден од него, или не го спроведува подвигот како што треба, или го подкраднува гордоста. Тихувањето е непрестајна служба на Бога и стоење пред Него. Соедини ја Исусовата молитва со твоето дишење, па ќе видиш каква е ползата од тихувањето. За послушникот пат е собствената волја, а за тихувателот напуштањето на молитвата. Ако им се радуваш на посетите во ќелија, знај дека си му предаден исклучиво на унинието, а не на Бога. За пример на молитва нека ти послужи вдовицата врз која што вршал неправда нејзиниот противник. Спореди Лука 18, стихови од 3 до 6. А образец за тихување нека ти биде великиот и рамноангелен тихувател Арсений. Сети се во својата осаменост како живеел тој рамноангелен човек и забележи колку често тој ги враќал оние што му доаѓале во посета, само за да не го изгуби она што е најголемо. Забележав дека демоните ги учат известни неразумни монаси скитници, што почесто да ги посетуваат вистинските тихуватели, за преку нив макар барем малку да им попречат на подвижниците. Забележи ги, мил мој, и воопшто не стеснувај се на благочестив начин да ги навредиш мрзливите. Можеби благодарение на таа навреда и ќе престанат да скитаат. Но внимавај, во својата добра намера да не навредиш непромислено некоја жедна душа која дошла кај тебе да си налее вода. Во сетие впрочем неопходен светилник, тоест расудување. Тихувателите, а особено целосно осамените, треба да живеат според совеста и чувството. Кој разумно оди по овој пат, треба сите своји дела, изјави, мисли, чекори и сите своји движења да ги врши според Господа и за Господа, во чувството на душата, како пред лицето Господово. Ако во тоа е подкраднуван, тој уште не живее добродетелно. Со звуците на псалтирот, вели некој, ќе ја изнеса маката моја, спореди Псалм 48:5, и желбата моја, бидејќи расудувањето ми е уште несовршено. А јас ќе ја доверам својата добра волја на молитвата и така ќе стекнам сведоштво. Верата е крило на молитвата. Го нема ли тоа крило, молитвата моја повторно ќе се врати во пазувите мои. Спореди Псалм 34:13. Верата е состојба на душата во која што нема двоумење, која што никаква тешкотија не може да ја збуни. Вера поседува човекот кој што верува дека со Божја помош се ќе постигне, а не оној кој што мисли дека Бог може се. Со вера се постигнува и она на што човек никогаш не би се надевал, како што ни покажува разбойникот на Голгота. Спореди Лука 23:42. Мајка на верата е трудот и праведното срце. Трудот ја прави непоколеблива, а праведното срце ја гради. Мајка на тихувателот е верата. Ако немаш вера, како воопшто ќе бидеш тихувател? Кој лежи во затвор се плаши од мъчителите. Кој самува пак во својата ќелија, го родил во себе стравот Господов. Првиот не се плаши толку од судот човечки, колку вториот од Божиот суд. Во тихувањето ти е потребен голем страв од Бога, мил мој отецу. Ништо не е во состојба толку да го изгони унинието колку стравот Божи. Осуденикот непрестојно исчекува кога во затворот ќе пристигне судијата, а вистинскиот подвижник кога ќе дојде неодложната смрт.
Првиот го притиска бремето на стравот, а вториот постојано пролева река солзи. Штом ќе го примиш стапот на трпението, кучињата веднаш престануваат да бидат така бесрамни пред себе. Трпението е нескршлива болка на душата, која што никакви незгоди, колку и да се тешки, не можат да ја потресат. Трпеливиот човек е подвижник кој не паѓа, кој што и низ падот однесува победа. Трпението е секојдневно очекување маки. Трпението е одсекување на изговорите и внимание над себе. На подвижникот на тихувањето не му е толку потребна храна, колку што му е потребно трпение. Преку трпението тој прима венец на слава, а преку храната пропаст. Трпеливиот човек умрел пред смртта, откако од својата келија си направил гробница. Надежта и плачот го раѓаат трпението. Кој е без оваа добродетел, роб е на унинието. Борецот Христов треба да знае кои непријатели да ги изгонува од себе уште подалеку, а со кој да се впушти во борба. Понекогаш впуштањето во таа борба донесува победнички венец, а низиното одбегнување не прави наполно бедни. Но тоа не е возможно да се научи само од зборови, зашто немаме сите исти способности, ниту сите се во иста мера. На еден зол дух обрни вонредно внимание со оглед дека те напаѓа без престан, било да стоиш или одиш, било да седиш или да се движиш, било да лежиш или да се молиш или да спиеш. Некои од оние што се наоѓаат на патот на тихувањето, постојано го повторуваат во себе стихот. Го гледав Господа постојано пред себе. Псалм 15:8. Не се со ист облик сите лебови од небесната пченица на овој духовен подвиг. Некои говорат со трпение спасувајќи си ги душите, спореди Лука 21:19, а други бдејте и молете се, спореди Матеј 26:41. Некои подготвики за смрт делата свој, спореди Изреки 24:27, а некој се смирив и ме спаси, спореди Псалм 114:6. Други пак, страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата која што нам ќе ни се открие, спореди послание до Римјаните 8:18. Некои пак постојано размислуваат за зборовите, за да не ве грабне, па да нема кој да спасува, спореди Псалм 49:22. Сите трчаат, а еден добива награда, спореди прво послание до Коринтијаните 9:24. Оној кој што веќе напреднал во тихувањето, без напор го практикува подвигот не само во будна состојба, туку и кога спие. Затоа некои и во самиот сон им се подбиваат на демоните, и на разузданите жени што им доаѓаат во сон, им држат поуки за целомудрието. Немој да очекуваш посета и однапред да се подготвуваш за неа. Уреденоста на тихувањето треба да биде сосем проста и ненаместена. Човекот кој има намера да му изгради тврдина и ќелија на тихувањето, ништо не презема додека најнапред не седне, не пресмета и со молитва не испита има ли се што му е потребно за довршување на замислената работа, запоставувајќи темел и не можејќи да ја доврши зградата, да не стане предмет за подбив на своите непријатели, а за останатите духовни трудбеници камен за сопнување. Испитај ја сладоста што ти доаѓа во срцето, да не ја сготвиле можеби надри лекарите, подмолните убици на човечките души. Поголемиот дел од ноќта посвети го на молитвата, а помалиот на денот на пеењето од псалтирот. Дење пак собирај сила за својата борба. Читањето на Светото Писмо може многу да го просветли и да го собере умот, бидејќи зборовите на Светото Писмо се зборови на Светиот Дух. Тие неизоставно влијаат поволно на духовното устројство на читателот. Бидејќи си подвижник, треба да го преточиш во дело она што го читаш. Зашто опитното остварување на Светото Писмо го прави излишно читањето на останатите книги.
Труди се да ги расветлиш зборовите на здравието повеќе од со сопствени дела, одошто со туѓи книги. Пред да ја примиш силата на Светиот Дух, немој да читаш книги што не ја изложуваат вистинитата вера. Нивните мрачни мисли ги подмрачуваат немоćните. Честопати доволна е една чаша за да се почувствува вкусот на виното. Така и еден единствен збор на тихувателот може да им го открие сиот негов внатрешен подвиг и состојба на оние што имаат познание. Не симнувај го окото на својата душа од гордоста. Меѓу сите духовни кратци нема поопосна од оваа страст. Штеди ги зборовите кога излегуваш меѓу луѓето. Јазикот е во состојба за еден миг да го растури она што се стекнало со голем напор. Вежбај да не бидеш љубопитен. Љубопитноста како ништо друго може да го умртви тихувањето. На оние што ти дојдат во посета, поди им што е потребно за телото или за духот. Ако се покажат помудри од нас, со молчење да го изразиме своето мудролюбие. Ако пак ни се еднакви според духовната возраст, можеме сразмерно да ја отвораме устата. Впрочем, подобро е да сметаме дека сите луѓе се помудри од нас. Кога на оние што се уште недораснати, сакав да им ја забранам телесната работа за време на богослужењето, ме запре оној кој што цела ноќ носеше песок во наметката. Како што постои спротивставеност меѓу догматската наука за светата несоздадена и божествена тројца и догмите за домостројот на спасението, со овоплотувањето на едниот од севоспеаната единица, од она што во неа, односно во Пресвета Тројца е во множина, во Христа е во еднина, и она што во неа е во еднина, во него е во множина. Така известна спротивставеност постои меѓу подвигот на тихувањето и подвигот на обслужителното послушание. Божествениот апостол вели: кој го позна умот Господов? Спореди послание до Римјаните 11:34. А јас велам: кој го познал умот на човекот што станал тихувател и со телото и со духот? Моќта на царот се состои во богатството и големиот број поданици. Моќта на тихувателот се состои во изобилството на молитвата.